Продолжува скратената работна недела со оглед на тоа дека имавме можност да уживаме во продолжениот викенд и некако се навикнуваме на работните обврски со оглед на тоа дека имавме 4 до 5 дена, зависи кој како си среди на располагање за одмор. Но еве сме на средина или на средина од оваа работна недела во ново издание на Сцена, каде што ќе ви понудиме навистина интересни содржини. Во меѓувреме ќе ви откриам само кус дел од содржините, а се разбира многу повеќе ќе треба да останете до самиот крај следниве 20 на минути да не изгледате. Денеска во Сцена, гордата тетка Тијана Дапчевич со првите импресии по вчерашните мекици. Нова дисциплина актуелна кај дамите. Гледајте не до самиот крај. Откривме мал дел од новата дисциплина актуелна кај дамите, тоа малку подоцна во Сцена денеска. Ќе се дружиме и во живо со Тијана Дапчевич, која што навистина е горда тетка на Хана, и ќе ни раскаже како поминале вчера мекиците. Но и тоа малку подоцна. Сега малку да се ангажираме околу тоа што го правеше светот изминатите 24 часа, а што се однесува до забавата. Или меѓу најчитаните вести на tvnova.mk. Еве ги шоубиз вестите. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Не е мала работа кога си најмал во семејството и полниш една година, но не во било кое семејство, туку во кралско. Малата принцеза Шарлот вчера наполни цела една година и на овој ден доби третман токму онаков каков што добиваат вистинските принцези. Роденденот на малата Шарлот и го честитаа 64 земји од светот. Според онаа листа на подароци објавена од Кесингтонската палата, 12 земји изминатата година со секакви подароци го честитале роденденот. Помеѓу вредните подароци ќе се вбројат сребрената тропалка од председателот на Мексико Енрике Пења Нието и неговата сопруга. Светските медиуми пишуваат дека скоро сите тропалки кои ги добила на подарок Шарлот се во вредност од $44,000. Помеѓу подароците се наоѓа и оној на американскиот председател Барак Обама, кои подарил слагалице и плишани играчки, кои биле специјално изработени по примерот на кученцето Боа од Белата куќа. Убаво е покрај себе да се има сопруг како Адам Левин, кој на еден невообичаен начин и покажа поддршка на својата сопруга, поради незината блажена состојба. Шармантниот Левин очигледно со нетрпение очекува да стане татко. Заклучокот го донесовме според објавената фотографија на неговиот Инстаграм профил, под кој напишал: "И јас сум бремен." Адам Левин и Бехати Принсло со нетрпение чекаат да му кажат добре дојде на малиот или малата Левин во нивното семејство. Комедијантот Еди Марфи стана татко и тоа по 9-ти пат. Изи Уна Марфи е првото дете на Еди Марфи и неговата избраничка Пејдж Бучер, кој со неа е во врска веќе 4 години. Марфи изјавил дека малата Изи Уна е тешка 3,6 килограми и долга 49,5 сантиметри. Холивудскиот актер, за кого синоним се комедиите, може да се пофали со уште 5 керки и 3 сина. А кога веќе зборуваме глобално за новородените деца на славните, локално на скопска адреса се частеше мекици за новородената керка Хана, на Тамара и мачка. Најава дека се части по овој повод, прва на социјалните мрежи објави Тамара со фотографија од декорацијата за топло добре дојде на Хана. Се славеше во чест на најмалиот член и секако, покрај мама Тамара и тато Маријан, највесела беше тетката.
Да, дел од атмосферата од мекиците за Хана, која што се случуваше вчера, или забавата која што се случуваше по повод неа вчера. Хана веќе пристигна во својот дом, а Тијана веќе свежа ја имам во живо на линк во продолжение. Па тетка Тијана, горда тетка, добар ден! Добар ден и подобро ве најдов. Се вуваме он центарот на град Скопје, поточно од Индијанско мало, малото кое што е преко пута моето мало. Кај нас у мало немаше место, сите клупи беа зафатени, така што моравме да дојдеме во Индијанско мало. Многу ви благодарам на честитките, беше прекрасно сношти. Јас си отидов дома мртва трезна, пошто сум на антибиотици и не можев да пијам алкохол. Ама убаво си поминав. Убаво, да. Видовме мал дел од оно што сте го објавиле на социјалните мрежи, барем дел од гостите, успеавме Не го објавив ја, одма да те прекинам, јас се извинувам, одма те прекинам, не го објавив јас. Така. Значи, тоа е објавено без мое знаење, како и се впрочем, до сега што ми се има децено, без мое знаење објавено, ама убаво што е нашиот драг објавено. пријател и кум Сефер се потруди се да објави синоќа што се случуваше во ресторанот 14-ка. И ете, што да ти кажам поише. Тоа знам дека убаво сте се забавувале. Кажи ми како ти се чувствуваш како тетка, со оглед на тоа дека пред повеќе години стана мајка, сега какво е чувството како тетка? Па знаеш како, ја мислам дека ова чувство не мислам, него тврдам и го неам осетено ова чувство. Мислам дека сум на седмо небо, презалюбена сум во внука ми, на сите им зборам дека е цела на тетка, дека јас сум ја родила, дека само ја лажа дека Тамара ја родила. Го има и ова дупче на брадата исто како тетка и, манекенка на тетка е. Значи, не за џабе рекол Душко Радовиќ на времето во неговите книги, мајке раđајте женско децо, то ќе бити дивне тетке. Така што муабетот ми е линкот со тетка внук е не се опишува со зборови, така што таа љубов не може да се опише со зборови. Така. Кажи ми, што мислиш, каква мајка ќе биде Тамара со оглед на тоа дека се промени на вистина додека беше бремена со Хана? Ќе станува ли рано на секој неколку часа да дои, па да повива пелени и така натаму, или ќе бара помош? Ќе мора, знаеш како, нема. Тамара е едно исклучително одговорно суштество. Тоа имав прилика да го видам и Вук кога се роди и кога Вук беше бебе. Ненормално е одговорна по тоа прашање, мислам сега ќе мора да станува да си ја дои керката и да станува на секој неизино кмек. Ја има огромна, ненормална поддршка и од Аце, зетот, што ни е Зетко Мет, и од мајка ми, и од свекрва а и од мене, затоа што сум тука деноиве. Зошто сум тука, ќе ти раскажам во некоја друга прилика, затоа што уште не правиме муабет на таа тема, ама една многу убава работа ќе се случува. Знам дека имаш некои проби, сега малку ќе се насочиме и работно и професионално, да оставиме малку Хана нека си ужива, има време за неа, ќе имаме, се надевам, и во нашите емисии, кога Тамара ќе одлучи да ја појави и да ни ја представи. Знам дека имаш некакви проби за тоа накнадно, но знам и дека се снимаше нов спот токму овде периодов изминативе неколку денови. Точно се снимаше спот за песната Жене, или во превод Жени, кој што ја напиша Дејан Костич, на текстот Драган Брајавиќ Браја. Горила продукција се погрижи за околу спотот, Јелкица Поповска стајлинг, Даниел Николовски шминка, фризура, све заедно. Многу ми е кејф што на нивна идеја беше тоа да се работи се во интериер, во студио, тотално блесав спот со поп елементи, многу интересен и весел спот ќе биде, во секој случај ќе биде хит спот и хит песна. Така што ми е многу кејф што после неколку години во Македонија го снимив спотот, по втор пат соработувам со Горила продукција, на моје големо задоволство и секогаш биле на висина на задачата, така што и овој пат истото се случи. Така што капирам за некои 20 дена дека ќе излезе спотот, ќе го добиете и ќе го емитирате.
Така, обавезно се надевам ексклузивно и премиерно. Твој коментар за Дона и Калиопи, годинешно Апсолутно. издание и наше представување на Евровизија. Што да очекуваме? Мој коментар е дека сум сигурна сум, ја очекувам и тврдам дека Калиопа ќе биде во првите, ако не и 10 композиции, со оглед на тоа имав прилика да ги чуем сите композиции кои што се во компетиција и во првата и во втората полуфинална вечер. Имаме голема поддршка и од Србија, и од Хрватска, и од Босна и Херцеговина. Има голема среќа, има опи што се надпреварува со сите земји кои што се од регионов, кои што многу ја ценат и ја сакаат не само нашата земја, него и опи како изведувач и како музичар. Песната како песна многу ми се допаѓа и посакувам се најдобро и знам дека ќе биде во првите 10 и едва чекам тоа да се случи, а моите прогнози никогаш не изостанале. Баш ќе видиме следната сабота, ќе навиваме и за Калиопи, ако влезе во финале, нели? Пак на Евровизија би се пријавила ти кога сме веќе кај? Сигурно. Како не, секогаш, сигурно уште 1000 пати, ако ми викнат да учествувам и да се надпреварувам, зошто да не? Така. Нема да откривам други детали за тоа што го правиш во моментов, ќе оставам следна прилика со оглед на тоа дека многу наскоро ќе се случи. Споменав, редовно, интензивно одиш и на проби, а сега редовно, интензивно ќе мораш да ја помагаш и на Тамара. Ме поздравувам цело ваше семејство и најмногу до Хана и се гледаме некоја следна прилика. Фала ти, Ненад. Така. Не ја прашав намерно. Фала ти, мили, многу ти благодарам што го... Да, повели. Шо? Многу ти благодарам што го направи овој момент со линкот. Се чувствувам како да сум во Соединетите Американски држави. Студио. Поздрав, чао. Беше тоа Тијана Дапчевиќ од центарот на Скопје, близу нејзино мало, се разбира, за сите наши гледачи на сцена. Она што сакав да го споменам, намерно не ја прашав, бидејќи во рекламите на телевизија Нова, таа ви открива како е изгубила телесната тежина, а сега некако во овие пролетни денови пред летото кое што ни доаѓа, сите некако се бориме со вишок од килограми, па еве ви откриваме нова техника, популарна кај дамите, се разбира на што можете да се насочите ако имате време да вежбате и како да ги симнете интересно вашите килограми. Деталите сега. Може да се смести во спортските дисциплини кои предизвикуваат несекојдневна рекреација. Фитнес на шипка или пул фитнес од пред неколку години е популарна дисциплина и кај нас. Иако пул фитнесот го поврзуваат со екзотичните танци во стриптиз баровите, тоа е сосема погрешна слика за оваа рекреација. Почетоците на овој спорт се бараат во минатото. Оваа дисциплина е почната пред многу години да се практикува, ја практикувале само мажи. Тоа било почнато во индиско племе, Малакамп, и го вежбале само мажи на дрвени столбови. Денес е поинаку. Понежната половина го има превземено кормилото во своји раце и управува со оваа дисциплина. Бенефитот е очигледен. Се прави многу брзо се оформува телото до оваа дисциплина, поготово горниот дел. За да се изведе пул фитнесот, не мора претходно да имате пилатес или фитнес подготовка. За оваа дисциплина, како реквизита, помага шипката. Не помага ништо. Дали имаат вежбано пилатес, фитнес или било што. Многу други мускулни групи се вклучени на вертикалната шипка и е сосема небитно дали има претходно било каква подготвеност од било какви вежби. Како изгледа еден пул фитнес тренинг? Ги загреваме сите делови од телото, вежбаме по 2 мускулни групи на секој час, така се зацврстува телото и добиваат некоја силина за да можат да изведуваат било какви акробаци на шипка.
а резултатите од вежбањето се забележуваат по константно вежбање. После една година константно вежбање има доста ефекти од девојките. Се ближат топлите летни денови. Епа, девојки, време е да се активирате и на ова поле. А вие, момци, може да пробате повторно да се вратите во форма преку пул фитнесот, како синоним за машка дисциплина. Се разбира, во минатото. Ете, добра идеја, пул фитнес. Ако за сите оние кои што сакаат да променат нешто во нивниот начин на живот, а и се разбира сите оние кои што треба да ги изгубат своите вишок килограми за лето. Како и да е, утре повторно се дружиме во овој стандарден термин на телевизија Нова. Ви го најавувам Дарио, кој што токму денеска правеше промоција на неговиот 10-ти музички албум. Ке се дружиме утре со Дарио, а во меѓувреме останете со сите оние содржини на телевизија Нова. Имате убава вечер. Поздрав!